Добро вечер, почитувани гледачи. Еве не во уште едно отворено студио на телевизија Нова. Решавањето на политичката криза за меѓународниот фактор е од особена важност за враќањето на евроатлантската агенда на Република Македонија, од која подолго време овој курс е изместен. Дали сме близко до решавање на политичката криза, дали сме близу до враќање на колосекот кој е главен приоритет и политички компромис меѓу сите заинтересирани страни во Македонија и на граѓаните на Македонија е прашање кое е пред нас и за кое сите се надеваме дека брзо ќе се разреши. Вечерва во дебата ќе разговараме со господинот Исмет Рамадани, претседател на Евроатлантскиот совет. Добро вечер. И со господинот Димитар Мирчев, универзитетски професор и советник на претседателот Иванов. Господин Мирчев, ќе почнам со вас, бидејќи најактуелна е одлуката на претседателот Иванов да ја повлече аболицијата. Тоа му се даде како правна можност, што долго време се бараше меѓу експертите. И тој одлучи да помилува 22 политичари. Како и да е, за некој добра, за некој лоша, меѓутоа од она што странците го искажуваат, веројатно се уште не се задоволни од ваквата одлука на Иванов. Ни Соединетите американски држави, ни Европската унија, барем од изјавите што ги дадоа. Како вие гледате на оваа одлука на претседателот Иванов, сепак да најде една солуција и 22 политичари да ги врати како аболиција? Да кажам дека претседателот прави се, дури и со првата одлука за аболиција, да ја смири малку политичката тензија што владее кај нас, да овозможи компромиси, седнување на маса, диалог и слично. И тоа беше целата намера и на првата одлука за аболиција на тие 55-6. Инаку имаше критики дека таа одлука била диктирана од некога, апсолутно не е точно тоа. Второ, дека била групна. Морам да кажам, секоја одлука за амнестија, аболиција и така натаму на претседателот била групна. Да кажеме, и тоа на веќе докажани осуденици и слично. За 8 септември, за 11 октомври, за Нова година, така да ништо случајно не беше. Апсолутно се засноваше на правни акти, на уставот, на законите и на законот за претседател. Предпоставувам дека, бидејќи имаше известни реакции во јавноста, па и во меѓународната јавност, дека сега оценил дека е време барем дел од таа одлука да ја повлече, макар што повторно идејата е да се смири ситуацијата, да се седне на маса, да се направат некои компромиси за тоа како понатаму. И од тој аспект мислам дека апсолутно ништо не може да му се замери на претседателот. Сите овие настани, да кажеме, предлозите за отповик него во собранието, па комисија и така натаму, мислам дека имаат повеќе пропагандно, политичко, партиско значење, одошто вистински порив да се, да кажеме, отповика или да се смени претседателот. Едноставно нема никаква можност тоа, ако 2/3 од собранието или Уставниот суд не се согласат со тоа, сигурен сум дека нема да се согласат, нема да помине тој предлог, без разлика на комисии, ви велам, ќе биде повеќе политичко пропаганден чекор. Меѓутоа, ефектот од се ова е дали одлуката и за повлекување на дел од аболицираните на претседателот ќе придонесе или не
за смирување на ситуацијата и за нејзино побрзо решавање. Иначе, крајно не може ништо да се разреши без избори. Без легално, легитимно избрани институции, од кои кај нас многу се бега. Благодарам за овој дел од прашањата, господине Рамадани, како председател на Евроатлантскиот совет. Сметате ли дека полека, може би споро и никој не очекува веднаш, Македонија чекор по чекор да се врати на она што е приоритет, а тоа е повторно да се забрза овој процес на евроатлантска интеграција и кон НАТО и кон Европската Унија, бидејќи портите, како што велат, особено во НАТО, се отворени за Македонија? Мислам дека самиот факт кога ги слушаме изјавите на разни дипломати од Европската Унија и од САД, и дипломатите кои се тука, и дипломати, односно медиатори, односно олеснувачи кои сака да помогнат во овој случај за да се излезе од оваа политичка криза во Република Македонија, една од многу повторените реченици е да се врати Република Македонија во евроатлантскиот пат, односно дискурс. Што тоа значи? Дека тие точно имаат информации и добро ги знаат работите во Република Македонија, како што рековте вие, дека изместена е позицијата на Република Македонија во однос на тоа што значи евроатлантски интеграција, односно евроатлантски пат. И во една таква ситуација, кога веќе се случи ова аболицијата на председателот на Република Македонија, за која збореше почитуваниот професор Мирчев, мислам дека не се работи само за опозицијски, партиски проценки тука, дека тоа е голема грешка што го направи председателот на државата, затоа што дури многу по-оштра и експлицитна беше реакцијата од меѓународниот фактор. И тоа видни луѓе од Европската Унија и од администрацијата на САД. И ако е така, тогаш мора да се признае дека проценката на председателот на државата, господинот Иванов, била погрешна. Може би тој имал идеја или мислил дека ќе направи нешто добро во однос на смирувањето на состојбите во државата, меѓутоа испадна дека не било така. Токму тогаш реакциите и во државата со секојдневното протестирање и реакциите од надвор дојдоа многу од повисок ранг. Да речеме од министри за надворешни работи, дали од Германија, од високи функционери на Европската Унија, високи функционери од администрацијата на САД, и што доаѓаме до заклучок дека имиџот на државата веќе доби негативна конотација во однос на меѓународната положба на Република Македонија. И дојдовме до ситуација во која председателот на државата после тој акт веќе се предомисли со тоа што парламентот, односно собранието, му даде можност да бира помеѓу тоа што е селективна аболиција и општа аболиција за тие што ги аболира, за тие што тој самиот предложи, односно донесе акт за аболиција. И фактот дека со неговите ставови, неговите одлуки, значи се објавуваат и самиот ги повлече, тоа значи дека тој се нашол
во самата негова грешка, која ја до некаде ја поправи со ова последната. Мислите дека тоа е причина сега заради ова процес на импичмент? Мислам дека тоа е причината и после една ваква ситуација тој мора да признае председателот. Дури јас мислам дека председателот треба да биде многу отворен и искрен во една ваква ситуација. Дали таа била негова идеја и проценка, дали била наметната, затоа што ако искрено признаваш пред граѓаните дека се најдов во ситуација што морав такво нешто да направам, јас поаѓам од мои сознанија со фактот дека бев во 5 години во таа комисија за помилување и знам, мислам, како течеа работите таму. И 3 пати, мислам за најмалку 3 пати, јас и покојниот Алити, кој бевме членови на таа комисија, баравме председателот да присуствува на одредени седници и да даде отчет за некои одлуки кои ги донесувавме ние како комисија и тој ги преиначуваше во тоа што тој мислеше дека треба да постави. Но во таква ситуација ние секогаш и тогаш се сомневавме дека измеѓу нас како комисија и председателот се наоѓа некој друг што беше вмешан во тоа што значи последна одлука. Да запреме малку тука, господин Рамадани, бидејќи споменавте дека ја споменавме аболицијата како почеток на реакциите на странците, меѓутоа мислам дека и за обајцата на вас, господин Емирчев, сепак мислам дека ако говориме за враќање на евроатлантската агенда, ако критиките доаѓаат дека Македонија е изместена од тој пат, тоа не е директно врзано од чинот на амнестијата. Можеби тоа еруптираше во некои внатрешни реакции на одредена група граѓани и политички партии, но политичката криза не е од вчера. Таа трае подолго време. Ние фактички од тогаш, па можеби од пред тоа сме од страните од евроатлантскиот пат, нели? Не мораме директно да го врзуваме со овој чин, бидејќи е подолготраен процес. Треба да ви кажам дека сме на страна од тој пат или пак дека треба да се враќаме кон тој пат. Тој е неспорен. Апсолутно никој орган не го оспорил. Ниту пак со одлуката на председателот за аболиција и слично сме се многу оттугиле од тој пат, сме се застраниле и слично. Треба да ви кажам дека не треба да се драматизира прво кај нас ситуацијата. Моја проценка е дека е многу драматизирана. Заправо целиот регион, па и пошироко, има слични проблеми, да ви кажам. Беве да зборуваме за Хрватска. Владата е пред распаѓање. Председателката е под истрага за корупција и слично. Црна Гора е со техничка влада, а само што е повикана во НАТО. Босна и Херцеговина веќе проблемите се пренесуваат во интраетнички, не интеретнички односи. Да кажеме, во Република Српска големи проблеми меѓу двете српски заедници. Да не говориме за Косово, кое едва и може парламентарно да действува заради односите со опозицијата, солзавците во собранието и слично. Така да, мислам дека има такви ситуации насекаде во регионот и дека кај нас треба да се, како да кажам, дедраматизираат малку и да се помине на еден нормален политички процес. Сега прашањето е што понатаму и што може председателот да
придонесе. Морам да кажам дека од таа прва одлука за аболицијата беше во смисла на смирување и на седнување на зелена маса. Затоа што некои од учесниците, од лидерите, дури се плаша да не ги уапсат кога дојдат кај него на овој разговор, односно диалог. Значи, целата намера беше да се релаксира таа политичка клима и вистина да се седне на маса. Кој што надвор оценил, проценил и слично, мислам дека внатрешно не е најбитно, ниту пак дека некој посебен притисок се врши од надвор. Притисокот е да се седне на маса и да се најде внатрешен компромис, особено за тоа како понатаму. Сега, тој компромис не може да се најде ако нема еден основен предуслов, договор за избори и за легализирање на легитимни државни институции. Од тоа пак некои бегаат кај нас. Некои не сакаат. Може би некој го критикува председателот, некој не толку, некој го поддржува и слично. Да не говориме за оваа молеро-фарбарска револуција на улиците, бидејќи пак поголем дел од граѓанството не е за фрлање бои символички и слично. Говорам за потребата вистина да лидерски да се седне, меѓутоа и да се оствари некој договор. Моја процена да ви кажам дека вистина и се согласувам со опозицијата дека овој пржински договор е мртов. Дека е потребен нов договор. Меѓутоа, некои основни предуслови се потребни за таков нов договор. И втората проценка ми е дека Македонија нема многу време за сето ова и тука се согласувам со тие оценки од странство дека веќе се ближат последните моменти во кои некој договор како понатаму треба да се оствари. Добро, ќе направиме куса пауза за реклами, а потоа продолжуваме оному каде што застанавме. Интересни тези имаше од вас, господин Мирчев, и од вас, господин Рамадани. Ќе продолжиме на тие како шлагорта се годиме со... Еве на повторно во отвореното студио на телевизија Нова. Подсетувам, разговараме со универзитетскиот професор Димитар Мирчев и советник на председателот Иванов и со господинот Исмет Рамадани, председател на Европанскиот совет на Македонија. Господин Рамадани, во претходниот дел имаше интересни искажувања од господинот Мирчев, кај што вели дека да, пржинскиот договор е мртов и колку што разбрав, господин Мирчев, се залагате за нов договор. Како вие гледате, дали навистина сметате дека пршинскиот договор нема шанси, дека треба нешто ново да се воспостави, дали тоа ќе пролонгира целата ситуација на нови преговори или пак сметате дека се уште има шанси? Не, јас не би рекол дека пржинскиот договор е мртов. Сега како што е државата во политичка криза, така и пржинскиот договор е во некоја криза, каде што мислам дека би требало да седнат пак лидерите на политичките партии, дури со испомош од граѓанскиот сектор, ако мислиме дека може да се направи нешто повеќе, зошто не и од други опозициони партии, да се прошири составот и да се донесе некој договор, да речеме, да падне некој договор кој ќе се почитува. Инаку проблемот е во тоа што договорот кој не се почитува тогаш создава дополнителна криза. Да се почитуваше договорот пржинскиот, мислам и од јунскиот и јулскиот,
тогаш ми се чини дека многу подобро ќе оде работите. Ние мораме да признаеме дека веројатно желбата е искрена и во опозицијата да се излезе од оваа криза. Затоа што во една политичка криза мислам дека губат сите, а најмногу губат граѓаните. Ако најмногу губат граѓаните, тоа значи дека еден ден ќе се врати како бумеранг и последиците ќе ги имат и првите луѓе на политичките партии, односно првите луѓе на државата. Ако е така, тогаш мислам дека тоа што се бара со години и од Европската комисија и од самитите, неколку самити од НАТО. Затоа што ако имаш ситуација каде и генералниот секретар на НАТО излегува со изјава и експлицитно бара. Пример, последниот настап на Столтенберг беше дека треба председателот на државата да ја повлече аболицијата. Немаме ние некој друг случај до таму да се оди еден генерален секретар во овој свет денеска во колку кризи е влезен и така натаму, да има време и да се посвети генералниот секретар и на еден акт, односно една одлука од председателот на државата во Република Македонија која се работи за некаква аболиција. И се враќаме на ова другото. Мислам дека без разлика низ што поминуваме и поминавме, треба да седнат пак. И да профункционира специјалното обвинителство, да функционира правната држава полека и сите тие луѓе кои се помилувани и отпомилувани и така натаму, нека поминат низ тој судски процес, затоа што ако веќе се прават патриоти, храбри, дека мислат добро на државата, за граѓаните, ако веќе има сомнежи или има индиции, на крајот на краиштата најдобро е за нив. Затоа што тие треба да се исперат, односно исчистат од тоа што тие велат дека не е вистина, односно некоја хајка е против нас и така натаму. Еве да претпоставиме дека нема факти за некој криминал. Дај тие факти нека поминат низ тоа што е процедура судска, обвинителство, па на крајот, ако тоа помине дека не се виновни, мислам дека ќе се врати нивниот кредибилитет, прво како луѓе, па и како политичари. Да, разбирам што сака да кажете, но зошто, пошто акцентот знам дека се бара во тоа што се мисли во евроатлантските структури за нас. Во последно време... Не, сакам да кажам, знаете што, господин Рамадани, ја гледам дека е многу важна внатрешната политичка ситуација на Македонија. Па да, за евроатлантските играци. Па токму тоа е... Разбирам, но ми се чини дали самата политичка криза не доведе до тоа да и НАТО и Европа, а и за Европа може ќе разберам, премногу се занимаваат само со внатрешната ситуација на Македонија, иако условите за членство во НАТО се и други. Мислам, барем на Македонија и престојат и други преговори со Грција околу името. Треба се напомене улогата на Македонија како воена формација во сите мировни ситуации на истокот. И тоа го почитуваат, ми се чини, членките на НАТО. Само момент, до последниот самит во Велс, проблемот, односно заклучоците од НАТО самитите поранешни, проблем и главен и единствен беше само проблемот со името со Грција, односно компромисот кој треба да го постигнеме. Од Велс наваму, ние имаме уште 3 други заклучоци во однос на Република Македонија,
кои се однесуваат на состојбите во Република Македонија во однос на правната држава, односно правото, во однос значи, на независното судство, во однос на медиумите, во однос на диалогот, во однос на соседите и други... Колку повеќе се чека, веројатно ќе се отварат уште многу прашања, но тоа, да видам што мисли господин Мирчев околу тоа, бидејќи тие прашања се стално отворени, политичките. Да, јас имам малку поинаква оцена од колегата Рамадани. Треба да се постави првото прашање кои се причините за доаѓање до ова политичка криза евентуално. Не е општествена криза, економијата ни оди напред, чисто политичка, опозицијско-позицијска криза. Меѓутоа, да го поставиме прашањето што после, да кажеме, 8 години одбивање на НАТО да не прими да влеземе во таа организација. НАТО нема годишни извештаи за Македонија или за некоја кандидатка како што имаат Унијата и слично. Меѓутоа е тоа пред се воено-одбранбена организација. Не прима. Безбедноста наводно не ни е обезбедена. Европската Унија, па пазете, 10 години сме веќе кандидатки. Дали не размислуваат дека и самиот тој факт што не усвојуваат преговори за влез, кои се апсолутно препорачувани од Европската комисија и Европскиот парламент во Страсбург и слично, не создаваат некои неповолни, неугодни ситуации внатре во земјата, некоја нервоза, некои фрустрации кај партии, па и кај граѓани и слично, дека сме надвор и дека проблемот е внатре во Македонија. Мислам дека тоа многу ги подгрева овие страсти и фрустрации кои доаѓаат до израз во сегашниот политички момент, односно живот. Меѓутоа, во секој случај не верувам дека надворешниот фактор влијае битно. Не сум на внатрешната ситуација. Морам да кажам, не сум заговорник на овие теории дека има некој заговор надворешен за Македонија. Мислам дека е чисто внатре македонско прашање, односно внатре државно и национално прашање. И повторно да се вратиме на одлуките на председателот. Не знам кој умен човек може да оцени дека тоа што председателот го прави е наспроти интересите на државата или нацијата и слично. Апсолутно сите негови одлуки, да не зборуваме сега за надворешната политика, неговото активно учество насекаде и што се прави и надворешно да ја смири таа ситуација. Зборувам за неговите намери, идеи и одлуки да се олесни овој договор кој мора да следи, бидејќи не може 5-6 години Македонија вака без влада или со техничка влада или со блокиран парламент, со блокиран уставен суд или специјално обвинителство дури. Имаше многу критики дека баш токму со таа одлука за аболиција го блокирал специјалното јавно обвинителство. Друга работа е нашата оценка. Дали тоа вистина работело објективно како што треба или било театар и циркус и слично.
Може некој да има вакво или онакво мислење. Друга работа е поттикнувањето на така наречената шарена, односно јас ја викам повеќе молеро-фарбарска револуција, од кого, како, што. Меѓутоа, точно е дека мора да се седне на маса, да се направи некој договор. Ако е прженскиот мртов, како што тврдат опозицијата и некои кругови, дајте седнете па нов договор направете. Дури ми се чини дека не е потребно учество на меѓународен фактор. Тој фактор повеќе пати деновиве и изминатата недела рече дека внатрешно решение е потребно. Ако е тоа така, зошто се мешаат или притискаат? Па веројатно затоа што нема доверба меѓу лидерите на партиите и веројатно бараат авторитет од надвор кој што ќе гарантира дека тие ќе се почитуваат. Може и тоа да е, меѓутоа без тоа пак нема решение. Значи и со помош и без помош на станциите пак треба нашите лидери да се... Јас предпоставувам дека и професорот е добро информиран, меѓутоа сега не знам од каде и како доаѓаат информациите. Мислам дека главна пречка што не се почитува договорот и нема некој потемелен договор е во тоа што ние не го гледаме, односно ги добиваме информациите од разни извори. Да речеме, јас имам изворна информација дека главната пречка во тоа што да се најде начин да нема гонење ни од обвинител, ни од судство за одредени луѓе кои се високи функционери во ВМРО, ДПМН и други. И ако е таму главната поента, односно главното барање, и ако тоа не се надмине, тогаш тешко е да се дојде во други договори кои треба да се почитуваат. Затоа што избирачки список, медиуми, овие другиве се прашања кои спаѓаат во кризата, дел од кризата. Меѓутоа, тоа може да се надмине. Но, кога се работи за интерес кој е личен, групен, што понатаму, дали може некој судски процес да не однесе до тоа што е најлошото, затвор и така натаму, тие се веќе прашања кои ја попречуваат смислата за излез од политичката криза. Зошто е тоа најважно за евроатлантската интеграција, господин Рамадан? Вие сте председател на евроатлантската. Затоа што тука се... Зашто толку внатрешните у детали политички ситуации внатре се битни за нас, се битни за... битни се за одредени луѓе кои се дел од политичката криза. Да, зошто тоа има врска со евроатлантскиот процес? Па не може сега... Затоа што факт е дека ова што го спомена Мирчев, сака да ве прашам. Другиот дел од вината, едниот дел може би е внатре во македонската неспособност да менаџира одредени ситуации на начин на кој што е најлесно да ги изменаџира, но долготрајното оддалечување на НАТО и непримањето на овој регион и на Македонија во членство предизвикува внатрешни кризи. Не случајно и НАТО е критикувано од собствени експерти, Сервер и други понатаму, дека тоа требаше многу порано да го направи. Колку подолго овие држави од Балканот, вклучувајќи и Македонија, се држат надвор од тие евроатлантски интеграции, проблемите ќе се множат, ќе се мултиплицираат. Тоа ќе создава незадоволство и граѓаните и партиите и недовербата. Значи, тие мора на некој начин не само што ќе се мешаат во внатрешните работи, него да си го исчистат нивниот двор и Македонија, и регионот, ако заслужува, да ги прими. Тогаш ми се чини некои проблеми внатре би се решиле полесно. Љубиша, ние сме оставени како лаза, некој... Само да ви кажам дека јас од 97-ма има своји стандарди. Се бавам со евроатлантски интеграции. Сами себе се обвинуваме, мислам дека и ти имаат своја вина. И каде што учествувам на такви конференции, па и слободни вака средби со одредени луѓе таму, ние неколку години бевме сепак една
како да ви кажам, симпатична земја, за која Ама и тоа што не бе се спремни да мислеше влезат. да. Колку и да не пофалеа дека Затоа што држиме добро. тогаш единствениот проблем беше да се најде компромис за името. Затоа што сепак е правило дека тоа е вето што може да го користи Грција и тука не можат. Тие правила се правила кои важат во таа Значи сме организација. имале внатрешна стабилност, само прашањето на името беше. И на името беше, да. Значи тоа потврдува тезата дека од останувањето надвор од НАТО после создава самитот проблеми во внатре. Букурешт. Тогаш веќе доаѓаат проблеми кои се мултиплицираат во однос на Република Македонија. И што е наша вина? Наша вина е зошто ние, без разлика што еве проблемот со името. Зошто овие други работи кои се наши, на нашата влада, на нашиот председател, на нашите политичари. Тоа е некој начин Да речеме, зошто што се виновни од евроатлантските структури, дали во Европска унија или НАТО, ние да немаме независно судство. Да немаме демократски институции. Ако станеме побрзо членка на НАТО, можеби тој дел ќе се реши побрзо. За да станеме побрзо, зависно судство, тоа за што да мора станеме ние побрзо членка на ЕУ и на НАТО, треба да имаме состојба во државата која ќе одговори на нивните стандарди. Затоа што многу стандарди, критериуми се комплементарни. Кои ги бара и НАТО, ги бара и велите, допред некој време не сме имале такви проблеми. Имавме, меѓутоа не беа толку не беа толку изразени како што се сега. Мислам последниве години. Но мислам дека делумно и заради тоа што ние не добивме шанса да влеземе во тоа семејство. Како не добивме други шанса? држави кои што не беа сосема спремни. Ние во 2003 дојде Пауел, државниот секретар на САД во Тирана и подпиша и спонзорство, значи и супорт да даде на Јадранската повелба, каде што беше Албанија, Хрватска и Македонија. И ние веќе чекоревме силно кон тоа што значи исполнување на стандарди за членство во НАТО. Што значи тоа? Тоа значи дека ние одевме, дури во тоа време, ние бевме за некои работи испред Хрватска и Албанија во однос на реформите во армијата и други реформи. Меѓутоа, како што поминуваше времето, ние колку се ближеше Букурештскиот самит, ние пред самитот направивме некои грешки. Односно, владата на Република ги направи тие грешки. Дојде провокацијата 2-3 месеци пред Букурешт со преименување на аеродром, на автопатите. Господин Мирчев, господин Рамадани, ние ги ставивме во многу непријатна професори и луѓе со поголемо искуство, не сте сега членови на партии, немате партиска агенда зад вас и ми се чини овде кога доаѓаат разни луѓе и постојано се обвинуваат кој е виновен и во кој момент Македонија ние разменуваме сега мислења кои... Да, но мислам дека треба да се бара некој решение кое што веќе нема да ги дели партиите и народот, бидејќи барањето за седнување на маса на лидерите значи обединување на граѓаните околу нив. Така, јас така го разбирам иницијативата за седнување на маса. Дели, ако мислите на тоа, тогаш дали ќе биде нов договор или стар договор, но веќе поделбите дали треба во НАТО или не, дали е виновен СДС или нивна должност. Нивна должност за седна. Тие колку што имаат привилегии, наша должност е ние да влијаеме на некој начин да ги поттикнеме да ги надминат своите разлики кои што ги имаат идеолошките. Не, меѓутоа обедителните за да може да тргне Македонија напред. И да утврдиме дека минатата влада или ова влада е крива, ние нема да мрднеме ништо каде што сме, ако не се обидеме разликите да ги намалиме. Така е. Добро, ако може јас нешто во основа се согласуваме со колегата и пријател Рамадани. Меѓутоа едно прашање се поставува. Дали доколку немавме вакви внатрешни проблеми, ние ќе бевме сега во НАТО
или ќе ги завршувавме преговорите за влез во Унијата. Апсолутно сум убеден дека немаше. Пазете, 2008 ние ги исполнивме сите услови за НАТО и не влеговме се знае од кои причини. Ова ситуација, која е делно предизвикана и од надворешниот фактор, веќе го реков тоа, го елаборирав, значи дека требало на друг начин да влијае надворешниот фактор и Унијата и НАТО за тие внатрешни проблеми, него или дури Имаше опомени, господин професор. Имаше опомени кои што делно се реализира, делно не. Значи, во извештаите на Европската унија имаше забелешка. Се веќе ви Што власта ги прифаќаше. Пример, наводно цврст став на Унијата беше дека Хрватска не може да влезе во Унијата доколку не го реши билатералниот проблем со Словенија, доколку а ние сме соочени со таков проблем со нашиот јужен сосед. Не успеа тоа решавање и ден денеска не е разрешен проблемот, Пиренскиот залив, границите и слично, а Хрватска влезе. Србија не може да ги продолжи преговорите започнати, бидејќи Хрватска ја блокира. Вчера е јавено дека сепак најдено е решение. Како не може Унијата да најде решение за нашите билатерални проблеми со јужниот сосед, кои не блокираат и во НАТО и во Унијата? Апсолутно може. И тука мислам дека во Унијата има повеќе дидактика, педагогија кон нас, одошто вистинска помош и посредување во решавање на внатрешните проблеми. Тоа никој не може да ме разубеди дека не е така. Ако утре се одлучат вистина конструктивно да влијаат, можат вистина да повлијаат. Одиме со уште еден блок реклами, а потоа се враќаме. Еве во вториот или третиот дел од отвореното студио разговараме за тоа дали Македонија полека и сигурно или полека и несигурно се враќа на евроатлантската агенда. Главно заглавуваме на внатрешните прашања кои што веројатно треба сами да ги решиме и дебатата се одвива на тоа меѓу Рамадан и Мирчев и јас вклучувајќи си себе си во тоа колку и странците може да придонесат со нивна поактивна улога околу што поскоро восприемање на Македонија во евроатлантските интеграции, да не видиме како Турција да чека со децении членство во Европската унија и тие проблеми потоа да се мултиплицираат и тешко да се излезе од таа криза. Господин Рамадани, оно колку што сум јас информиран, вие сигурно повеќе, дали Даниел Сервер или други луѓе кои што се критичари и познавачи на Балканот, не еднашка рекле дека доколку САД сака да ја види Македонија во НАТО, а таа заслужува да биде членка на НАТО, мора да ја притисне Грција посилно да го надмине проблемот со нашето име и Македонија, што час поскоро да стане членка на НАТО. Зошто тоа не го прави? Па да, јас мислам дека значи, такви размислувања имаме и овие одат во наш прилог. Јас со Дан Сервер баш имав прилика да се видам во една последна конференција која беше во Црна Гора во врска со НАТО и така натаму. И во размена на мислења он така мислеше. Дури тој мислеше дека во пакет овие земји кои останаа после Црна Гора да влезат во НАТО. Меѓутоа, ние имаме сега тука е проблемот што ние ако се уште талкаме на место, односно се бавиме со ова наша внатрешна политичка криза, ние немаме дополнителна кондиција и дополнително време да се бавиме со проблемот со Грција, односно со името, а тоа значи да ги искористиме некои флоскули кои доаѓаат вака, кои се во наш прилог и во тоа да се вклучиме активно со надворешната
политика и да ја искористиме таа ситуација. Но ние, додека се заинатуваме со овие нашиве проблеми внатре, за жал, тоа е нашата стварност, нашата вистина, ние не дојдовме до ситуација да биде другото се во ред, само името. Точно е тоа дека професорот Мирчев што вели дека и Европската унија и НАТО структурите, кога би се ангажирале малку поактивно и поавторитативно во однос на проблемот со името со Грција, јас сум сигурен дека тие би направиле многу. Но ние грешиме што за некои други работи сме непослушни па кон нив. Да речеме, тие доаѓат во исто време даваат изјава, односно сугестија, дека треба така да се постапи, за да бидете во тие евроатлантски структури. Ние го правиме утредента спротивното. И ако се однесуваме така, тогаш нормално дека и тие барат алиби. Кога би имале тие, да речеме, ситуација да кажат во структурите на НАТО или во водечките структури на Европската унија дека еве ние во Република Македонија се ангажиравме, ја извлековме од таа политичка криза со волјата и ангажирањето на лидерите, на политичките лидери и направивме добра работа. Сега преостанува ние да направиме нешто повеќе и последната пречка во интегративниот процес за Република Македонија, значи проблемот со името, да се ангажираме без разлика што стои тамо дека преку Обединените нации треба да се најде решението. Меѓутоа, се види дека со Метју Нимиц, јас не го спорам неговиот дипломатски капацитет. Меѓутоа, времето покажа дека со таков начин и приод кон проблемот со името нема конкретни резултати. И кога би се вклучиле активно, да речеме, од структурите на НАТО, од САД, од структурите на Европската унија или некоја посилна држава и во Европа, како што е Германија во овој случај, сигурно би се нашол тој компромис, би ја поминале, значи, и таа последната пречка и Република Македонија, затоа што во одредени работи ние добро стоиме. Да речеме, во однос на Министерството за одбрана, ние ги поминавме сите тие мапови, односно акциони планови, каде што ние бевме далеку подобро од Црна Гора во однос на про-НАТО расположението во Република Македонија. Црна Гора е испод 50%, а веќе добива покана и Македонија се опаѓа се чини на анкетите тоа расположение. Да. Така што мораме многу повеќе да направиме сами, за да дадеме алиби, односно да им дадеме можност на тие кои се највлијателни да ни помогнат, да им олесниме работа. Кога говорите и вие и господинот Мирчев за да се седне на маса. Господин Мирчев, ако вие спомнувате да се најде нов договор, нов приоритет на Македонија во пристапот. Може и анекс договор или... Зошто само околу Пржинскиот договор да се вртиме? Ако не чекат и важни прашања, ако е прашањето на членство во НАТО и во Европската унија и прашањето на името спорно, во Македонија јавно не се проговорило, еве оваа идеја за која што американци, особено ми се чини, се залагаат. Ако е прашањето на името спорно, преку трупа да влеземе со референцата поранешна Југословенска република Македонија во НАТО, значи што грците не се сложуваат, но и внатрешни структури во Македонија исто така не се сложуваат. Значи прашањето на името ние не го решаваме само надвор, треба да го решиме и внатре. Не само името, него членството во НАТО. Дали можеме како шорткат да го направиме како поранешна Југословенска република Македонија или не? Дали за тоа може да се разговара? Дали е тоа добро или не е добро? Колку е битно влегувањето под референца, колку не е. Ние се бевме согласиле уште од 2007 и пред Букурешкиот самит на НАТО да се влезе
во НАТО под референцата од Обединети нации. Таа што има. Тоа не беше прифатено. И исто како и членството на Македонија во многу други. Во врска со тоа и со ветото, пазете сега пред 2-3 дена гречкиот председател апсолутно јавно изјави дека тие ставаат вето. До Хаг, до пресудата не го признаваат тоа. Па Хаг тоа го оцени, дека ставаат вето. Според тоа, работата е како тоа гречко вето да се избегне во оваа наша ситуација денеска, за да ни се олесни решавањето на внатрешни проблеми. Барем да има некој сигнал дека на тој начин ќе се олесни решавањето на нашите внатрешни проблеми. Пазете, апсолутно не е во ред ова со посредување со олеснувачи кои даваат најразлични оценки за одлуки на председателот или за аболиција или за специјалното јавно обвинителство и така натаму. Ниту е дипломатски, ниту нешто помагаат. Напротив, мислам дека такви изјави, од кои год сакате, едно 4-5 имаше и посети на ниски функционери од Европската Унија, па и од НАТО, изјави и слично за нас. Мислам дека најдобро што можат да помогнат во оваа ситуација е да дадат некој сигнал дека вистина ќе ги почнеме преговорите или ќе има сигурен предлог за тоа, па и за влез во НАТО. Друго нешто не може да помогнат. Можеме ние самите себе да си помогнеме. И повторно се враќаме на оваа теза дека не сме ги ние влошиле внатрешните проблеми што сите соседни земји ги имаат, повеќето да не зборуваме за Грција. Туку дека се тие резултат меѓу другото и на долгото држање во чекална на Македонија за Унијата и за НАТО. Сигурен сум, пазете, дека да сме биле во таа насока на сега преговори, да кажеме, со Унијата, или на сигурен сигнал за влез во НАТО, дека не би ги имале овие внатрешни проблеми, кои пак кај нас се злоупотребуваат за чисто групни, партиски и лични цели дури. Зато и патуваат странците да се надминат партиските интереси. Негде кога сме при крај, господин Рамадани, во јули е состанокот на НАТО, некаде лани летото се чини на годишното генерално собрание во Њујорк, кога се одржуваше, како да почна некои елементи од кои грците многу се потресоа. Се сеќавате, имаше неколку состаноци каде што грчката страна не учествуваше, македонската беше признаена на некој начин, како да почне на кампања антигрчка од страна на американците, ето, те може да речем антигрчка, но како да почне еден посилен притисок кон грците и тоа се веруваше дека се подготвува теренот, дека Македонија можеби ќе добие покана за членство оваа година во Будимпешта во јули. Очекувате ли тоа се уште е далеко? Мислам дека веќе агендата за самитот во Варшава Во Варшава, 8-9 јули веќе е скоро утврдена. И тука веќе Република Македонија мислам нема шанси во процедурите да биде на дневен ред за да добие некаква покана, затоа што еве Црна Гора веќе ги поминува тие процедури каде што последната беше и протоколот да биде ставена. Но политичките одлуки понекогаш изненадуваат. Ние тоа не можеме сега да го прејудицираме, затоа што по редот на нештата
нема такви шанси. Ние таква шанса, мислам, која се гледаше и се очекуваше, беше само 2008 пред Букурешт. Нема видливи елементи, Видливи мислите, дека тоа елементи може да нема. се Јас мислам дека најмногу што може да има на овој самит Варшавскиот некој заклучок за Република Македонија. Дај Боже, јас би сакал, ако се излечеме од ова политичка криза и да се постигне некаков договор помеѓу лидерите и олеснувачите и сите тие кои се вмешани во оваа криза, тогаш може да се добие некаков заклучок кој ќе биде многу позитивен и ќе се констатира таму дека Република Македонија веќе е извлечена од таа политичка криза и одат работите на подобро и можеме ние меѓу тие два наредни самита, затоа што ние имаме една ситуација ваква од последниот заклучок од Букурештскиот самит, дека кога ќе се реши проблемот компромисот со името на амбасадорско ниво во Брисел, затоа што секоја среда, односно секоја недела амбасадорите на НАТО и на аспирантите се среќаваат. Така што тука мислам има време. И самитите се позачестени. Ние имаме една ситуација во историјата на НАТО интересна. Додека беше студената војна, до 90-та година имаме вкупно 10 самити на НАТО. И тоа се викале како конференции за безбедност и така натаму. А од 90-та за 25 години веќе во Варшава е 17-тиот поред самит. Затоа што НАТО како политичко-воена организација веќе се наоѓа пред големи предизвици и најверојатно еден од поголемите предизвици е состојбата со Украина, со Русија. Но едно што треба да биде пример, понекогаш можеби не е споредба и за нашите лидери тука. И во ситуации, дури понекогаш кога се мисли дека се пред некоја војна Америка и односно НАТО и Русија и така натаму, тие во нивниот вокабулар сепак се многу внимателни. Дури во една ваква ситуација кога престана да функционира Советот НАТО-Русија, кој е формиран од 2000 година за да соработува НАТО со Русија за одредени прашања кои се заеднички, однос во светски размери, има иницијатива, значи да профункционира пак Советот НАТО-Русија за сепак да се најде начин за излез од таа криза помеѓу НАТО и Русија, иако имаме критични ситуации. Меѓутоа, сакам да го цитирам Џон Кенеди 63-та, мислам, во Минхен, во еден од самитите рекол вака: да се соочиме со денешните ризици, значи, и да поминеме преку нив за некоја подобра иднина, односно понадежна иднина. И во една ваква ситуација. Овие се примери, значи овие се примери кои треба понекогаш и да се читат и да се слушат и од нашите политичари, затоа што ние сме сепак сакаме да видиме дел од таа европска или светска политика. Одиме со уште еден блок реклами на крај и потоа една минута завршни изборови и тоа е крајот на денешното отворено студио. Реклами. Ево сме пред самиот крај на оваа дебата на телевизија Нова. Господин Мирчев, известно ли е дека Македонија ќе најде сили, како што велите, да ја надмине оваа криза и, како да кажам, ова една подвоеност што се создава од незадоволството, од долготрајното абстинирање од НАТО и од Европската Унија, дека нема Македонија да ја преформи на другата страна кон Русија, затоа што гледаме, како што вели господин Рамадани, и Русија и Америка повторно ќе најдат начин за диалог, а ние земите од Балканот да не останеме
тие кои што ќе мораме да се одлучуваме дали сме за Америка или за Русија. Да. Се согласувам со смислата на прашањето. Мислам дека се ова што се случува може само со собствени внатрешни сили да се разреши. Не можеме да чекаме на некаков меѓународен фактор или на негов притисок кон едни, други и слично. Да ви кажам, битни меѓународни прашања се решаваат пак со диалог, добра волја, компромиси и слично. Јас пред малку време, и пред кратко време, ги дадов примерите на посетата на Барак Обама на Куба, на Виетнам и на Хирошима, кои беа практично нерешливи прашања. Меѓутоа успеат сето тоа. Не до крај, не може за во една прилика. Меѓутоа такви битни меѓународни прашања се решаваат со добра волја, со храброст, со лидерство, што досега кај нас не се покажа. Добро, ќе мора и како председател, без разлика што имал добра намера во иднина да се консултира можеби со партиите, со советниците кои ќе носат важни одлуки, сигурно, за да може пазете, не е воопшто нашиот проблем од тоа што не дигаат меѓусебно телефон. Да. Партиите или лидерите, или пак злоупотребуваат во своја корист. Работата е вистина се притиснат да седнат на маса, да разговараат и некој авторитет, којето е авторитет, граѓаните, да ги седнат и да ги натерат на договор. Да кажеме, по моje мислење, не е работата шарена револуција или молеро-фарбарска револуција и контрапротести. Нека се заложат сите за лидерите да седнат и да се договорат. Една минутка, господин Рамадани, бидејќи веќе мислам дека вестите ќе почнат да влеземе. Доста има примери сега да се учи и да се земе како пример, значи од другите успешни лидери на многу држави во светот кои направиле преку нивните можеби убедувања за доброто на нивните земји. И ние во овој случај не треба лидерите на политичките партии или првите луѓе на државата да се однесуваат подценувачки и кон на тие што протестираат, и кон тие што бараат да се седне на маса уште еднаш, да се излезе од оваа криза, затоа што на крајот на краиштата излезот од оваа политичка криза ќе значи многу безбедно живење во Република Македонија, а што е најдобро за нас и умните луѓе, младите луѓе ќе бидат во една безбедна држава, во една држава без вакви кризи, многу покреативна, многу поинвентивна, за да можеме да го фатиме чекорот со овие држави, односно асоциации каде што сакаме да бидеме членки. Ви благодарам што бевте гости во отвореното студио на телевизија Нова. Вам почитувани гледачи на вниманието. Довидување.